Дозволете да бидеме скептични на нивните ветувања, дозволете да бараме гаранција за она што ни е ветено, дозволете да им покажеме дека трае оваа студентска автономна зона преку алтернативниот курикулум, дека може нашето образование да биде квалитетно без притисок од државата. Дозволете ни и ќе ја видите важноста на автономијата на еден универзитет. Затоа, во солидарност со останатите колеги, прогласуваме автономна зона и на градежниот факултет, каде ги повикуваме сите студенти да ја бойкотираат формалната настава и да застанат покрај нас, бидејќи само заедно можеме да ја водиме оваа битка. Бидејќи само заедно можеме да ја добиеме оваа битка. Поздрав, пленумци! Да бидеме реални и да го бараме невозможното. Интересно е како власта во последниот период се чини дека магично исполнува желби. Собранието на Република Македонија го изгласа одложувањето на промените на Законот за високо образование од 14.1.2015 година. Само 5 дена откако премиерот тоа го вети. Да подсетиме, барањето од средбата со премиерот беа да се одложи промената на одредбите од последниот закон за измена и дополнување на Законот за високо образование барем до 2018, со што би се оставил доволно простор за да се изработи комплетно нов закон. Со оглед на тоа што се работи за закон против кој во последните 4 месеци се јави страшен отпор и кој беше изгласан во собранието речиси насилнички, имаме причини да се сомневаме дека ваквото попуштање, иако не целосно, не значи дека премиерот ја увидел абсурдноста на сопствениот закон, туку е резултат на пошироката политичка состојба. Да не заборавиме дека премиерот ветува, а нашите народни избраници деме гласаат, на МТВ се уште врви рекламата колку државниот испит е супер. Новиот закон не треба да биде цел сама по себе, туку треба да ги осликува реалните потреби во високото образование. Сакаме конечно да добиеме решение за честото прекршување на правото на автономија, нејасната имплементација на болонскиот систем, неодржливиот систем на финансирање на јавното образование, несоодветните услови за стекнување на звање и унапредување во звање, постоењето на дискриминација и корупција, недоволната државна финансиска поддршка за научно-истражувачки цели, давачките за студентите кои се непотребни, нереални или недоследно трошени, корумпираните студентски представници, недостатокот на студентски бенефиции. Универзитетот треба да представа бастион на критичката мисла која води кон напредок. Тоа е онаму каде што не препишуваш, каде што не заокружуваш од понуденото, онаму каде што не ти се сервираат одговори, онаму каде што те учат што да размислуваш, туку како, каде што не те учат што да размислуваш, туку како. Изминативе 4 месеци, кога и да пружевме отпор, бевме игнорирани или етикетирани. Се сеќавате на насловите како студентскиот пленум не постои? Се сеќавате на изјавата на премиерот, не знам зошто протестираат, нивна работа нека протестираат. Се сеќавате на сите црвени кругчиња. Затоа, сега дозволите ни да бидеме скептични во оваа ненадена попустливост, за оваа ненајавена средба. Не дозволуваме да не купи ова умекнување на реториката, бидејќи на крајот на криштата. Ништо не уверува дека кога се ќе стигне нема да се заборави она што е ветено, а тоа е усвојување на целосно нов закон за високо образование. Точно е дека ќе бидеме вклучени во изработка на нов закон, но не треба да забораваме дека тоа е резултат на веќе оформените автономни зони. Затоа, за да имаме некој вид на гаранција дека последна година изработка на нов закон, тие нема да изгласаат нешто што ќе биде против желбите и потребите на студентите, сметаме дека е нужно да се прошири автономната зона. Градежниот факултет се приклучува во формирањето на автономна зона. Студентскиот фронт не само што не е затворен, туку уште повеќе проширен. Поздрав, пленумци!